Додека Европа калкулира, Америка реагира. Превентивно, но остро, царините за увоз на кинески електрични возила се зголемуваат за 4 пати на драстични 102,5%. Ваква е одлуката на администрацијата на председателот Бајден, кој патем кажано во ноември го чекаат избори за втор мандат. Иако во моментов во Америка практични ниту една кинеска марка не е присутна на пазарот, ќе бидат засегнати сите возила произведувани во Кина без разлика чиј амблем носат. Претходно пак, американците извршија притисок на Мексико, со кој имаат договор за слободна трговија, принудувајќи ги да престанат со сите субвенции и бенефиции кои тамошната влада широкоградо ги нудеше на кинеските компании. Официјално, причината за зголемувањето на увозните давачки е нефер трговската пракса на кинеската влада, која го поддржува растот на тамошните производители на сметка на другите. Сепак, сосема е јасно дека за сето тоа стои намерата да се заштити домашната индустрија од евентуална агресија на ефтини електрични возила. Истовремено, сепак ќе се создадат и нови проблеми, бидејќи царините се зголемуваат и за челикот, алуминиумот, полупроводниците, литиум-ионските батерии и компонентите за нив, како и за соларните панели. Критичарите уште предупредуваат дека со оваквите и слични мерки индиректно ќе бидат казнети и домашните компании кои делуваат во Кина. Земајки го примерот на Европа, тие наведуваат дека половината од сите електрични возила од Кина кои доаѓаат на стариот континент всушност се произведуваат во компании контролирани од Запад. Како и да е, поуката од целата оваа приказна лежи во фактот дека во моментов 36% од кинескиот извоз на електрични автомобили се пласира во Европа, а во Америка само 1,1%. Треба да се знае и дека Кина го царени увозот на возилата произведени во Америка со 40%.